Почитувани, во ова видео ќе ве запознаеме со основањето на историската организација ВМРО и незините основачи. Во 1892 година, кај Иван Хаџиниколов созреала идејата дека само една организација може да го пресече патот на пропагандите. Почнал да бара лица кои би можеле да му помогнат во оформувањето на една таква организација. Оформувањето на организацијата било одложено бидејќи биле малкумина, но идејата не ја напуштиле. Состанокот за формирање на организацијата се одржал во сабота навечер во станот на Иван Хаџиниколов во Солун на 23 октомври во 1893 година. Таму присуствувале 6 млади луѓе, основачи на организацијата, и тоа биле доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Христо Батанџиев, Иван Хаџиниколов, Антон Димитров и Петар Попарсов. Целта на организацијата, чие прво име било Бугарски македоно-одрински револуционерни комитети, е борба за добивање на политичка автономија на Македонија и Одринска Тракија, кои што се уште се наоѓале под петвековно османлиско робство. Првиот председател, доктор Христо Татарчев, е роден на 15 декември 1869 година во град Ресен, а починал на 5 јануари 1952 година во Торино, Италија. Тој од млади години учи најпрво во родниот Ресен, а потоа завршува гимназија во Пловдив и заминува да учи медицина во универзитетите во Цирих и Берлин, каде што дипломира како лекар. Тој е назначен за лекар во Солунската машка гимназија. Таму се запознава со Даме Груев во летото на 1893 година. Како што кажавме, на 23 октомври во куќата на книжарот Иван Хаџиниколов заедно со останатите ја создаваат натрешната македонска револуционерна организација, чие што најпрво име е Бугарски македоно-одрински револуционерни комитети. Доктор Христо Татарчев исто така бил избран за председател на Солунскиот конгрес во летото на 1896 година. Претходно тој го представува и Ресенскиот конгрес во 1894 година. За време на Солунската провала или афера во 1901 година тој е затворен во подрум Кале заедно со другите раководители на организацијата. Христо Татарчев е санитарен подпоручник во бугарската армија за време на Балканските војни и Првата светска војна. По завршување на Првата светска војна, тој се преселува да живее со семејството во Италија. Даме Груев. Даме Груев, како што го нарекуваат и срцето или волјата на организацијата, е роден на 19 јануари 1871 година во Смилево. Основно образование завршува во Битола, а потоа продолжува да учи во Солунската бугарска машка гимназија. Се запишува да учи историја и во Висшето училиште во Софија во денешниот Софиски универзитет. Дамјан Груев ја поставува основата на бугарските македоно-одрински револуционерни комитети. Основната цел е борба за автономија на Македонија и Одринско. Есента на 1894 година е учител во Штип. Таму се запознава со Гоце Делчев и го привлекува во редовите на организацијата. Даме Груев воспоставува контакт и со Врховниот македонски комитет и прави обид за заедничко действување на двете организации. Во 1900 година е уапсен за време на Поп Ставревата афера и лежи 2 години во Битолскиот затвор, а потоа е префрлен во подрум Кале во Мала Азија. Во 1903 година тој е амнестиран. Даме Груев е председател на Смилевскиот конгрес, кој што се одржал во 1903 година за да се одлучи кога да биде кренато востанието. Зема активно учество за време на Линденското востание. По востанието ја продолжува борбата, постојано се движи со четите на секаде низ Македонија. Својот живот го завршува во борба со турскиот аскер на врвот Петлец над село Русиново, Малешовско, на 23 декември 1906 година. Петар Попарсов. Петар Попарсов е роден на 14 август 1868 година во село Богомила, Велешко. Тој учи во Солунската машка гимназија и го завршува Висшето училиште во Софија.
Петар Поп Арсов е автор на првиот устав на организацијата. Тој е бугарски учител во класното училиште во Скопје и во гимназијата во Солун. Во Прилеп во 1895 и 1896 година е председател на револуционерниот комитет. Во 1905 година учествува на Рилскиот конгрес, во кој тој е избран за задграничен представник во Софија. По завршувањето на Балканските војни живее во Бугарија со неговата сопруга. Умира на 1 јануари 1941 година во Софија. Антон Димитров. Антон Димитров е од село Ајватово Солунско. Тој е роден во 1867 година, учи во Солунската машка гимназија, а потоа како екзархиски стипендист учи во Високото училиште во Цариград. Работи во Битола како адвокат, а потоа станува и судија. Од 1915 до 1918 година, во време на Првата светска војна, тој работи во Министерството на правосудие во Софија. Умира на 13 март 1933 година во Софија. Христо Батанџиев. Христо Батанџиев е роден во 1869 година во град Гуменџе, Енидже, Вардарско. Во периодот од 1888 до 1911 година е учител во Солунската машка гимназија и е секретар на Бугарската митрополија во Солун. Бил оженет за учителката Екатерина Перектиева од Шумен. За време на Втората Балканска војна е заробен од грците и со многу други револуционери е натоварен на брод за да бидат интернирани на островот Трикери, но тој по пат умира. Иван Хаџиниколов. Иван Хаџиниколов е роден на 24 декември 1861 година во Кукуш, тогашна Османска империја. Завршува двокласно училиште во родниот Кукуш, а потоа се занимава со трговија. Го продолжува своето образование во трговската гимназија во Виена, а потоа во Линц, тогашна Австро-Унгарија, каде што го завршува своето трговско образование. Во 1893 година отвора своја книжарница во Солун. Тој е уапсен од турските власти и осуден на 101 година затвор во Подрум Кале. Во 1902 година е амнестиран и се преселува во Софија и таму отвора интернационална книжарница. За време на Балканските војни се пријавува како доброволец во Македоно-Одринското опалчение. Се самоубива на 9 јули 1934 година во Софија. Доколку сакате да дадете поддршка, зачленете се на нашиот YouTube канал. Ви благодариме за вниманието.